Намален е бројот на хоспитализирани и на деца кои што ги прегледуваме во амбуланта. Преовладуваат стомачните вирози, повраќања, вирусните инфекции само со покачена температура, но намален е за 50% бројот на прегледи, бројот на хоспитализирани во однос на предлетниот период. Во меѓувреме стартуваше новата учебна година. Каков е вашиот совет за родителите, особено за оние што тргнуваат во градинка еве од 1 септември и оние кои што нели прв пат ќе се мешаат со поголема група на Пред деца? 2 дена почна новата учебна година. Со среќа на сите ученици. Совет, па нема совет, да се придржуваат на здрава исхрана, да не, како да кажам, ако е детето настинато болно, еве да не посетува градинка, затоа што на тој начин се шират инфекциите. Тоа е да се зачува, значи, здрав начин на живот, тренинг, да спортуваат, физичка активност, тоа што можам да им го препорачам на родителите. Секој почеток на школската година носи нов налив на инфекции, така да очекуваме сега да сме во пораст на респираторните инфекции, што е нормално, значи, за дечињата и нормално и да се разболуваат, значи нормално и да има вируси и бактерии се, колку што може да се превенира, значи превенциите ги знаат и тоа е. Во меѓувреме голем број од родителите им даваат на децата суплементи во големи количини, може да се каже. Суплементи да, ама не толку често и не толку подолг временски период. Може во време на вирусни инфекции, јас од нешто што препорачувам подолг временски период да се земате пробиотик, што е добро и за имунолошкиот систем и витамин Д. И рибино масло од порано. Тие, значи, други некои поспецифични суплементи не. Амбуланта бројки како се движат? Амбуланта дневно имаме, значи, до 50 прегледи за едно деноноќие, за време на викендите за плюс 20 се е зголемен бројот. Ноќе, значи, многу е посетен. За време на летниот период имаме многу ноќни прегледи, значи ноќе преку ден е добро и е мирно. Така да, тоа е. На која возраст? Од секоја возраст до 14 години, значи имаме од еве најмалото сега имаме 5 дена е новородено, најголемото ни е 12 години. Моментално што се хоспитализирани на од.